Поздрав до гледачите на телевизија Нова од Гдинија. Поминаа повеќе од 12 часа по убедливиот пораз на македонската фудбалска репрезентација на стартот од настапот на Европското фудбалско првенство тука во Полска. Избраниците на Благоје Милевски се обидоа, но не успеа позитивно да израдуваат македонската јавност на премиерниот настап на една македонска фудбалска репрезентација на континентален собир. Очекувано разочарани беа по се она што се случуваше вчера вечер во Гдинија, пред се заради тоа што Македонија, ако ништо друго, не заслужи барем да загуби со 5:0. Ја погодивме гредата, Радески имаше и неколку шанси. Фудбалерите на Милевски се обидуваа од првата па се до последната минута. Не изгубија мотив на овој надпревар, но би рекол немаа среќа за да ја затресат барем еднаш мрежата на шпанската фудбалска селекција. По овие 5:0 очекувано Шпанија изби на првото место на табелата во нашата група, веднаш задна е Португалија по воведната победа над Србија од 2:0. И селекторот и играчите, велам, не беа премногу задоволни секако, но беа и разочарани од постигнатиот резултат, затоа што Македонија не заслужи од дебакл или убедлив пораз од 5:0. За денеска се најавени веќе подготовките, првичните за надпреварот со Србија. Има можност нашите фудбалери да одморат, да се релаксираат малку по она што се случуваше вчера вечера. За денеска од 18 часот во Гданск е најавен и официјалниот тренинг пред оној надпревар кој што доаѓа во вторник за дуелот со српската фудбалска селекција. На него ќе имаме можност да поразговараме и со дел од нашите репрезентативци, и секако со селекторот, и да видиме какви се нивните ставови 15 часа по поразот од Шпанија, а во продолжение велам да ја слушнеме изјавата на селекторот Благоје Милевски на официјалниот прес по синоќешниот пораз од Шпанија, каде тој објаснува како го гледа овој надпревар и секако што очекува за пресметката со Србија. Секако дека не е лесно да се вратиш после еден ваков пораз, да, се согласувам со вас, но од друга страна, кога осеќаш дека на теренот во поголемиот дел од надпреварот си равноправен, ти дава за право да бидеш оптимиста и да се надеваш дека следниот надпревар ќе го одиграме може би во целост подобро и може би, не би се сложил дека се загубени шансите, секако дека имаме уште два надпревари. Овој надпревар веќе завршен и веќе од сега подготовката за вториот надпревар против Србија ја почнуваме уште вечер. Па кога играте на едно вакво ниво, 60 минути со еден ваков противник, мислам дека нема што многу да менувате, поготоа што момците одиграа фантастични 60 минути, без разлика што губевме со 3:0. Секако дека согласно противникот ќе промениме делот начин на кој што ќе играме, но сето тоа го оставаме за самиот надпревар. Познавајќи го карактерот на фудбалерите и човечкиот и фудбалскиот, јас сум сигурен дека они ментално ќе се вратат. Не само ќе се вратат, него и ќе бидат на нивото од кое сме навикнати да бидат, како што и беа вечерва. Но од друга страна физички ќе се потрудиме да ги вратиме што е можно подобро. Се надевам дека пак ќе присуствуваме на еден интересен и добар надпревар и против репрезентацијата на Србија. Сосем очекувано и нашиот репрезентативен капитен Давид Бабонски беше разочаран од изданието пред се од резултатот на нашата репрезентација. 5 примени гола, ниту еден постигнат, но вели не треба многу да се менува, исто како и селекторот, треба да го задржиме нашиот мотив, нашата самодоверба да биде на високо ниво и да продолжиме да се обидуваме да импресионираме на ова европско првенство. Што се однесува до останатите фудбалери, не беа многу расположени за разговор по синоќешниот надпревар, по поразот од Шпанија. Верувам дека и нив не им е лесно овој прв настап на европското првенство кој што го очекувавме сите долго време.
пристигна, но Македонија не успеа да забележи позитивен резултат на стартот во првото коло од групната фаза, но затоа имаме шанса за поправен против Србија во вторник, а 3 дена подоцна ќе играме и против селекцијата на Португалија, која што одигра одличен надпревар на отварањето против нашиот сосед. За тоа како размислува нашиот репрезентативен капитен Давид Бабунски, за тоа што очекува од нашата селекција за дуелот против Србија и за тоа како тие ќе се обидат да се рехабилитираат по поразот од Шпанија во продолжение од разговорот кој што го направивме непосредно по дуелот со Фуријата. Да се задржиме на позитивни работи и имаме нова такмица со Србија, идеме максимално со позитивен дух и менталитет на победа. Ја мислам дека многу коректно наставивме на надпреварот, но ете по моменти изгубивме концентрација, може тоа ни фалеше, но тоа може да се исправи. Мислам дека да наставиме да се однесуваме така, покажавме уште еднаш дека може, ако на една Шпанија ни држиш топка и правиш шанси да ќе бори со било која репрезентација, покажавме дека имаме квалитет да се носиме со било која. Морам да напоменам дека во Гдиња, каде што се наоѓаме и во околината, локалното население, односно полдјаците, не се многу заинтересирани за европското фудбалско првенство во конкуренција за играчи до 21 година и покрај тоа што билетите не беа премногу скапи, имаше карти кои што чинеа само 5 евра за пресметката меѓу Македонија и Шпанија, сепак градскиот стадион во Гдиња не беше исполнет до последното место. На што се должи тоа, се надевам дека ќе успееме да дознаеме во деновите кои што следат, но очигледно е дека Полска во моментов барем не живее со европското фудбалско првенство, можеби и во ведниот пораз на нивната репрезентација во првото коло од групната фаза од Словачка ги намали страстите на локалното население за да се позанимава и да будно го следи настапот и на останатите репрезентации кои што се дел од овој евроконтинентален собир. Македонската фудбалска репрезентација денеска ќе одржи еден тренинг, имаме можност, како што најавив и претходно, да поразговараме со дел од нашите фудбалери, заедно со селекторот Благоје Милевски, да ги пренесеме сите работи кои што се важни за нас во пресретна надпреварот со Србија и секако да пренесеме дел од атмосферата од нашата репрезентација, која што се надевам дека ќе најдеме во едно попозитивно и попријатно светло по сликата која што имавме можност да ја видиме по вчерашниот пораз од Шпанија. За сега толку од ова вклучување од Полска. Ќе најавам само дека во текот на денот секако ќе се вклучиме уште неколку пати и ќе ги информираме нашите гледачи за сите информации кои што ќе стигнат до нас во продолжение од денот поврзани со репрезентацијата, со европското фудбалско првенство и секако се што е врзано со спортот за сите оние кои што редовно не следат на ТВ Нова.